И во нашето проучување на книгата Неемија се доаѓаме некаде до крајот, ама не до крајот на книгата, не се надевајте, се понадевате, до крајот на првиот дел од книгата. И всушност книгата Неемија може да се подели на два дела. Првиот дел почнува од 1 глава, 1 стих и завршува со 7 глава, 4 стих. И се однесува на обновата на ѕидот околу градот Ерусалим. Таа обнова на ѕидот веќе 100 пати имам кажано, ама таа е главната тема во овој дел. Вториот дел од книгата почнува од 7 глава 4 стих и трае до 13 глава 31 стих, до самиот крај, и се однесува на обид за обнова, за духовна обнова на народот. Причината зошто дојде до срушени ѕидови во Ерусалим не беше тоа тек така, не беше некој земјотрес и случајно се случило тоа, не. Туку причината зошто дојде до рушење на ѕидовите околу градот Ерусалим, до страдање на самиот народ, беше гревот на народот. И кога Неемија дојде во Ерусалим, неговата првична желба и идеја беше да го обнови ѕидот, за да заличи градот на нешто, ама он беше свесен дека ако нема обнова на народот, тогаш целата ситуација повторно ќе води кон хаос. И затоа, во првиот дел, што завршува со 7 глава 4 стих, он го обновува ѕидот и после тоа се обидува. Не обновува заедницата, се обидува да ја обнови заедницата. И тука доаѓаме до еден многу реален момент кога вложуваме во луѓето и ги поучуваш, и се моли за нив, и ги советуваш, и разговара со нив, ние некој пат имаме некои идеални очекувања дека секој пат тоа ќе вроди со плод. Ама факт е дека вложувањето во другите луѓе е еден вид на ризик. Од перспектива на ти можеш да се трудиш колку сакаш, ама на крај не може да си фатат по својот пат. И верувам дека многумина од вас го има тоа искуство. Си разговарал со некого, се молел за некого, си советувал некого, си му дал Библија, си му дал книга да чита, си му пуштал проповеди и после некој време сегаш џабе ли беше мојот труд? И одговорот е, па во одредена смисла може би е џабе. Не е џабе од перспектива на тоа дека да ти си го направил пред Бог тоа што е правилно, тоа што си требало да го направиш. Ама ништо не ти гарантира успех кога станува збор за тоа дека луѓето би се обратиле кон Господ. И Неемија е многу добар пример за тоа, ама тоа е вториот дел од книгата. Сега го привршуваме првиот. И во оваа книга, како што реков, има два дела. И првиот дел може да се опише со еден збор, или првото дејство е конструкција, нели се гради ѕидот одоколу, и вториот дел може да се опише со зборот инструкција, затоа што им дава инструкции како да живеат, иако на крај народот одлучи тоа што го одлучи. Ама оваа конструкција, оваа обнова на ѕидот не беше едноставен процес, помина релативно брзо, во 6 глава пише дека за 52 дена помина. Значи, неполни 2 месеци се изгради ѕид кој што беше километри долг и доста висок и доста дебел ѕид. Ама помина со доста отпор, помина со доста опозиција. Ама и покрај тоа, ѕидот беше завршен. Сега, во 6 глава 1 стих, тоа го читавме предходно, Неемија вели дека ѕидот беше завршен, немаше ниту една пукнатина на него, ама вели немавме поставено порти. Што значи дека ѕидот може би е завршен, ама проектот не е завршен. Затоа што оборете да имаш ѕид, ама ако немаш порти, повторно, замислете градите куќа, имате цела карабина направено и немате прозорци и врати. Нема да кажеш, оваа куќа може да се вселиш во неја и да живееш во неја. Не, додека не ги затвориш тие дупки, не си безбеден. Секој може да влезе. Така, исто беше и со ѕидот. Го завршија самиот ѕид, ама портите се уште не беа поставени. И во денешната проповед ќе ја завршиме со обработка 6 глава, скоро цела 6 глава, и ќе видиме кои беа последните обиди од страна на непријателите како да ја запрат работата. До сега овој момент се обидува да ја запрат работата со тоа што ги заплашуваа јудејците, се исмеваа со нив и ништо не им успеа, и сега последните напади се насочени директно кон Неемија, да го компрометираат Неемија, да му го нарушат сведоштвото и со тоа да може да заврши работата. Читаме Неемија, глава 6, стихови 10 до 16. Така што пред вас имате Библии, пред вас, позади вас, слободно земете, отворете, најдете Неемија, глава 6, стихови 10 до 16, рековме, така? Да. И таму Неемија вели вака: Отидов во куќата на Шемаја, син на Делаја,
син Мехетавелов, и тој се затвори и рече: да појдеме во Божиот дом внатре во храмот и да ја заклучиме потоа вратата на храмот, зашто ќе дојдат да те убијат ноќе. Но јас одговорив: зарем треба да бега човек како мене? Треба ли таков човек како што сум јас да влезе во храмот за да остане жив? Не одам. Јас знаев дека не го беше испратил Бог, иако ми говореше пророчки, туку дека Товија и Санавалат го беа подкупиле. Тој беше подкупен за да ми исплаши, да постапам така и да сгрешам, да имаат за мене лошо мислење и да ме казнат за тоа со прекори. Помни ги, Боже мој, Товија и Санавалат според тие нивни дела, а исто така и пророчицата Ноадија и другите пророци што сакаа да ме уплашат. Дзидот беше завршен во 25-тиот ден од месецот Елул, точно за 52 дена. Кога слушнаа за тоа сите наши непријатели и го видоа тоа сите околни народи, многу се исплашија и сфатија дека таа работа е извршена од нашиот Господ. 10 стих Неемија вели: отидов во куќата на Шемаја. Името Шемаја се состои од два еврејски зборови и предпоставам дека ви се познати. Сеќавате кога во Второ законие има една исповед на верата кај што вика: слушни Израеле, твојот Бог е Господ и Господ е еден. Сеќавате? Тоа е Шема Израел, така почнува. И зборот Шема значи слушни. И овој човек, неговото име се состои од зборот Шема, слушни, и Ја, што е скратеница од Јахве. Со други зборови, неговото име значи Јахве слуша. Господ слуша. Многу духовно име, така, многу убаво име. Арнама човекот како се погоди, што ви кажам. И оди Неемија кај него и самото тоа што најверојатно само иницијативно оди кај него дома, можеме да претпоставиме во најмала рака дека него смета за непријател, дека него смета за некој кој што е извор на опасност. Може би да се советува со него. И ја не знам што очекуваше Неемија, ама претпоставам дека не очекуваше овој Шемаја да му отвори ваков мовет. Ајде да се заклучиме во храмот, бидејќи сака да те убијат, со други зборови, ќе одиме таму и таму ти ќе бидеш заштитен. И на прв поглед изгледа како многу добар совет, нели? Знае дека добил можеби некоја информација или можеби измислил информација дека некој сака да го убие Неемија и му вика: јас сакам да ти помогнам да си го спаси животот. Јас сакам да ти помогнам во оваа ситуација. И не само што сака да му помогне, наводно, туку и му дава наводно духовен совет. Каде ќе одиме? Во Божиот храм. Он не му вика: земи сега ти оружје, ќе ти кажам каде се твоите непријатели да ги заколеш. Не, духовен совет. Хајде да одиме во Божиот храм. Замислете, имате ситуација во животот кога сте во некоја опасност, во некоја криза. И ви доаѓа некој и ви дава совет, и во тој совет не само што звучи наведум духовно, туку го внесува и Бог во целата слика. Звучи супер, така? Не мора да значи. Иако овој совет на Шемаја на првично изгледаше како безопасен, како добронамерен совет, во Мојсевиот закон се вели дека во храмот, во тоа време храмот, знаете како беше направен. Имаше двор и во дворот внатре беше храмот, во средиштето на дворот. Во самиот двор им беше дозволено на луѓето да влегуваат, на оние кои што не беа свештеници, кои што не беа левити. Ама во самиот храм, внатре во објектот, само на свештениците и само на левитите им беше дозволено. Кога Шемаја му вели на Неемија: ајде да одиме во храмот, да се заклучиме внатре, за да си го спаси животот, ако читаме меѓу редови, он му вели: направи нешто што е спротивно на Божиот збор, на Божјата волја, само за да спасиш жива глава. Да се одвива овие дејства на Балканот, може би Шемаја ќе му речеше на Неемија: снајди се. Снајди се, спаси жива глава. Со други зборови, не бирај средства. Битно е тебе да ти биде добро. Битно е ти својот живот да го запазиш. Ако во тој процес ти треба да направиш нешто што е спротивно на Божјата волја, нема врска. Нема да ти се лути Бог за оваа ситуација. Пазете, кога некој ќе ви даде совет да направите нешто спротивно на Божјата волја, ќе ви каже: ама Бог има разбирање за тебе. Не, нема да има разбирање за тебе. Таа е неговата волја и Бог очекува да исполнуваме таа негова волја, дури кога тоа ќе не чини нас нешто, а некој пат ќе не чини нас нешто.
Мора да бидеме внимателни, бидејќи секој еден од нас, кога тогаш ќе се соочи со некаков проблем, ќе се соочи со некаква опасност, со некоја ситуација. И кога ќе се соочиме со некоја непријатна ситуација, луѓето околу нас ќе сакаат да ни дадат совет. Како да постапиме? Што треба да направиме за нас да ни биде добро оваа ситуација? И велам, треба да бидеме внимателни, не параноични, не значи дека секој нас ни е непријател, ама треба да бидеме внимателни што е тоа што луѓето ни кажуваат и дали тој совет е добар или е лош. Некој пат може да биде добронамерно даден советот, ама да е лош совет. Мора да умееме да разграничиме со помошта на Светиот Дух. Ама тоа е кога човек ќе биде близу до Бога. Ќе умее да разграничи помеѓу добар и лош совет и помеѓу тоа дека некој пат советот може да биде добронамерен, ама да биде лош. Во оваа ситуација ниту намерата, ниту советот беа добри. Океј? Ама некогаш некои наши ближни луѓе ќе имаат добри намери, ама ќе имаат многу лоши совети. Ќе сакаат да ни помогнат, ама таа нивна помош можеби ќе не одведе подалеку од Божјата волја. И што е добар совет? Многу често ние мислиме дека добар совет е кога некој ќе ти каже нешто што тебе ти се допаѓа. Веќе ти има зацртано во главата што треба да направиш, како треба да постапиш, и кога некој ќе ти го потврди тоа, си кажеш, овој човек ми се допаѓа. Со него може мове да си направам, ме разбери и така натаму. Тоа не е добар совет. Добар совет не е кога некој ти го храни егото. Добар совет не е снајди се. Добар совет не е секогаш тој совет кој што значи најмала финансиска загуба. Кога Господ Исус отиде во домот на Захеј, кога Захеј свати дека што треба да направи, Господ го охрабри да го направи тоа, ама за него тоа значеше голема финансиска загуба, кој рече, се што сум земал, се има да вратам и тоа неколку пати ќе го вратам. Тоа беше загуба, Христос рече, денеска дојде спасението во неговиот дом. Не му рече, чекај бе Захеј, немој ќе се оставиш без пари. Не, ако треба финансиска загуба, за да си го обелиш образот, за да ги поправиш грешките, добар совет е, иди врати ги парите. Добар совет е оној кога некој нас ќе не поттикне да постапиме според Божјата волја. Толку, тоа е добар совет. Ама за да може да препознаеме дали е добар или не, треба да знаеме Божјата волја од Божјиот збор. И да речеме, ова има смисла, согласно Божјата волја, или ова нема смисла. А ако некој ми кажува нешто што е спротивно на тоа што е запишано тука, па не знам кој сака нека биде. Родена мајка нека биде брат, сестра по верата, нека биде пастор, нека биде проповедник, кој што сака нека биде. Ако те учи или ако те советува нешто спротивно на тоа што е тука запишано, ти имаш од Бог слобода да речеш фала, ама не фала. Неемија вели, јас знаев во 12 стих, вика, јас знаев дека него беше испратил Бог. Иако зборуваше духовно, иако беше сладкоречив човек, јас знаев дека ова не беше збор од Бог. И прашањето е, како знаеше Неемија? Како знаеше дека Бог не му зборува преку оваа личност? Јас мислам дека станува збор за добро познавање на Божиот збор. Дека он знае што Господ има кажано преку Моисеевиот закон и го мери мислењето и советот на Шемаја врз основа тоа што Бог го кажал. Свика, гледам разлика. Овој ми вика да направам нешто што е спротивно на Божјата волја. Не, тоа е тоа. И затоа ние, речиси секоја недела од оваа проповедална, велиме дека е добро човек да го чита Божиот збор, дека е добро да го читаме Светото писмо, да го проучуваме, да растеме во познавањето на тоа што е запишано овдека. Не затоа што јас имам некаква корист ако ти го читаш Светото писмо. Ти ќе имаш корист, ако ти не гледаш користа, твој проблем. Ама познавањето на Светото писмо, познавањето на Божјата волја ќе ни помогне да разграничиме кој совет и кое мислење е од Бога, а кој има за цел да не оддалечи подалеку од Бог. И ова не зборав само за совет и мислење директно некој што ќе ти го каже во разговор. Денеска живееме во време на дигитална доба, каде што сите имаме пристап до интернет и на интернет се и се што гледаме и читаме и примаме како информација. Треба да бидеме внимателни со тоа што го примаме како информација на интернетот. Јас
Нема да ги менувам, знам христијани кои што знаеле ми кажат: "Еј, дојди да видиш колку убав канал најдов на YouTube и ќе ми го покажи, гледам, ова нема врска со христијанската вера." Тук таму нешто се спомнува, ама во суштина не е во согласно со правоверното христијанско учење. Ама многу убави поуки имаат. Ме мотивираат, знаеш, ми дава надеж, Не е тоа Божјо. Не е тоа Божјо. Затоа е добро да растеме во познавањето на Божјиот збор и да може да кажам: ова е во согласност со правоверното учење, ова не е во согласност. Може да ми ги скокот кај ушињата, може да ми прави да се чувствувам пријатно, може да ми прави да ме мотивира и што и да е. Ако не е во согласност со правоверното учење, ќе застранам тогаш и нема да биде за моje добро. Затоа, познавање, Неемија го познаваше ова и можеше да каже: овој совет не ми штима нешто. Нема да го направам јас тоа. И оваа ситуација беше многу добра прилика за да се провери колку Неемија ќе се држи до своите зборови. Претходно, кога непријателите се закануваат дека ќе го нападнат јудејскиот народ, се сеќавате, Неемија им велеше на луѓето: не се плашете. Не се плашете, Бог е на наша страна, Господ ќе се бори за нас. И сега доаѓа ситуација каде што неговиот живот е во опасност. Ќе остане доследен на своите зборови, нема да се плаши, или пак ќе се свитка опашката и ќе гледа да си го зачува својот живот. Ама секогаш кога на луѓето им даваме совети: прави вака, не прави така, постапи вака, со тек на време Бог ќе не стави во ситуација кога тие совети што им ги делиме на другите, ќе треба и ние да ги примениме. Претходно беше: луѓе, не се плашите, Бог е со вас. А сега ќе се плашили. Релативно лесно е да им даеш на другите совет. Од страна ние секој пат знаеме како другите треба да постапат. Што треба да прават со нивните деца, што треба да прават со нивните пари, што треба да прават во нивното семејство, на нивното работно место. Секој пат знаеме да даеме добар совет. Така. Ама тие совети кои што ги даваме на луѓето, Бог ќе не стави во ситуација кога ќе бидат проверени. Ајде да видиме дали те се држиш со тоа. Дали те се држиш за тоа што го кажуваш пред другите. И Неемија гледаме дека се држеше. Им викаше на луѓето да не се плашат и сега самиот тој не се уплаши. И се до овој момент непријателите не успеа да го запрат процесот на обнова на ѕидот околу Ерусалим. Се обидува на многу начини, не успеа и сега нивниот последен обид е да се на некој начин да се наруши сведоштвото на Неемија. Самиот Неемија вели: он беше подкупен за да ме натера да сгрешам и кога ќе сгрешам, после вика да се соочам со прекорите на другите луѓе. Со други зборови, она што непријателот сакаше да го направи во оваа ситуација е да го компрометира на некој начин неговиот повик, него како личност, и кога ќе испадне дека Неемија едно зборува, а друго прави, луѓето ќе речат: па ти си лицемер, што има тебе да те слушаме. И ова е едно од искушенијата со кој што секој еден од вас, секој од нас ќе се соочи. Дека непријателот, ако не може да успее да те спречи во читање на Светото Писмо, во молитва, во заедништво со верните, ќе ти поставува јавни стапици, за да паднеш во тие стапици и после да рече: ако направиш греф, да речат луѓето: па ти си лицемер. Па ти видиш што зборуваш, како поучуваш, а на крај видиш што правиш. И да бидеме реални. Многу лошо сведоштво за Христос сме кога едно зборуваме, а друго правиме. Кога се јачаме пред другите, им кажуваме: да, вака и вака треба, еве што вели Бог, и после во момент на искушение, во момент на тест, да паднеме. Ја не викам дека ние ќе бидеме совршени. Секој од нас кога тоаш јавно ќе падне. Ќе кажам нешто што не требало, ќе изреагираме, ќе избувнеме и така натаму. Не го велам ова за да ги оправдувам тие реакции, ама ќе се случи од време на време. Ама мора да бидеме внимателни за нашето сведоштво пред другите. Малку фали некој да се соблазни поради тоа што ние го правиме јавно, поради начин на кој се однесуваме. Затоа што едно поучуваме, а друго правиме. И сатаната ќе се обиде таму да не удри, во нашето јавно сведоштво. Јас не викам дека ние треба да се правиме лицемери пред другите да бидеме фини и добри, а дома или кога не се другите наоколу да бидеме лоши луѓе или да се опуштиме.
Ама треба да внимаваме на нашето сведоштво и кога сме сами, и кога сме пред другите. Бидејќи малку фали некој да се соблазни заради нас. Христос дури вели, тешко вас, ако некој од овие малите се соблазни поради вас. Тешко нас ако се соблазни било кој поради нас. Затоа треба да имаме, да бидеме внимателни и постојано да се надеваме на Господа и да црпиме сила од Него. Бидејќи кога тогаш ќе сгрешиме, ама има разлика од грев до грев. Океј, секој грев е грев, така. Ама има разлика ако направам нешто и ако направам нешто друго пред другите. Нешто може малце да ги соблазни, нешто може многу повеќе да ги соблазни другите. Ама во секој случај, тука гледаме една многу интересна стратегија, лукава стратегија на сатаната, преку овие ликови, дека јавното сведоштво ќе се обиде да ти го наруши. За утре да може да речат луѓето, ај не збори многу. Те видов како си. Те видов каков си, те видов каква си, едно зборуваш, а друго правиш. И во стих 13 Неемија вели дека вика тој беше подкупен за да ме исплаши, да постапам така и да сгрешам, та да имаат за мене лошо мислење и да ме казнат за тоа со прекори. Ама оно што во суштина го велив дека Неемија е следново. Шемаја беше подкупен да ме исплаши. И јас од позиција на страв да реагирам во таа ситуација. Ама Неемија не реагираше од позиција на страв, туку реагираше од позиција на вера. Ама додека го размислував овој стих си велам, како ние реагираме кога ќе ни згусне во животот? Како ние реагираме кога ќе се најдеме во некоја непријатна ситуација, кога ќе се најдеме притиснати, кога ќе се најдеме во некоја криза? Реагираме од позиција на страв или реагираме од позиција на вера? Кога реагираме од позиција на страв, секој пат ние ќе ги преземаме нештото во наши раце. Тоа е еден од симптомите на стравот. Мислиш дека ти мора да ја решиш ситуацијата, дека ти треба нешто да преземеш, да јас ќе се јавам, вака ќе направам, така ќе направам, само јас да ја средам ситуацијата и јас да имам контролата над оваа ситуација. Тоа е што сакаше Шемаја Неемија да го направи. Оди ти преземи ситуацијата во твоја контрола. Не се надевај на Господ дека он ќе те заштити. Не. Ти оди заклучи се во храмот и ти да ја контролира ситуацијата. И кога реагираме од позиција на страв, секој пат ќе имаме некој немир внатре. Бидејќи се поставуваме на позиција на Бог, дека ние треба да ги контролираме нештата. И Бог нема да дозволи така да действуваме, така да се однесуваме и да не биде се во ред и се фино лепо. Не, ќе ни даде некој немир. Ама кога реагираме од позиција на вера, ние ги препуштаме нештата во Божи раце. Неемија во оваа ситуација ги препушти нештата во Божи раце. Но не ни знаеше дали на вистина некој сака да го убие. Ама си рече, јас нема да постапам спротивно на Божиот збор, и едноставно во крајна смисла он знаеше дека неговиот живот е во Божи раце. И кога реагираме од позиција на вера, а не од позиција на страв, ние ги препуштаме нештото во Божи раце. И кога ги препуштаме во Божи раце, Бог ќе ни даде мир. И не само тоа, туку неговото ветување дека се оди кон добро на оние кои што го сакаат Бога. И некој пат ние мислиме дека тоа ветување се однесува за христијаните во секоја можна ситуација. Јас не се согласувам со тоа. Затоа што кога ти ќе ги преземеш нештото во твои раце, па не знам баш дали ќе ти оди кон добро. Можеби за 5 години ќе се чукнеш главата и ќе речеш, не требаше така да постапам. Ама оваа ситуација нема да ти оди на добро. Нема да ти оди. Како реагираме? Дали реагираме од позиција на страв или реагираме од позиција на вера? И ова не го велам за некому да набивам вина. Туку чисто да си знаеме дека многу е важно како реагираме, бидејќи некои ситуации ние одредуваме насоката во која насока ќе се движат. Ако Неемија реагираше од позиција на страв, ќе се заклучеше во храмот, ќе си го нарушеше сведоштвото. Луѓето ќе го сметаа за лицемер. Ама бидејќи реагираше од позиција на вера, Бог го благослови, му го запази животот и виде како зидот се заврши и потоа можеше и понатаму да му служи на Бог. 15 и 16 стих, во стих 15, Неемија вели дека работата беше завршена за 52 дена.
И сега во стих 16 вели дека кога слушнаа за тоа и непријателите и сите околни народи, вели дека сватија, многу се исплашија и сватија дека таа работа е извршена од нашиот Бог. И сега како тоа работата е извршена од Бог? Ако јас добро се сеќавам, ги прочитавме сите стихови до сега, освен 3 глава, сите тие имиња не ги прочитавме, ама ви гарантирам дека таму не се пишува дека Бог се спушти од небото да го зида зидот. Ја кога што добро се сеќавам, Неемија беше во градот Суза, доби повик, доби желба, отиде во Ерусалим, го мотивираше народот и народот стана да гради. А сепак Неемија вели, Бог ја заврши работата. Бог еден камен не дигна, не мешаше малтер, не дигаше шут, Неемија вели, ова е Божја работа. Идејата е следнава, ние работевме, да, тоа е вистина, ама Бог ја подкрепи работата. Да не беше Бог, ова не може да се заврши. И една од главните теми во книгата Неемија, иако не се спомнува директно, ама ако читаме меѓу редови, е балансот помеѓу Божјата сувереност и човечката одговорност. Божја сувереност значи следново, ајде, некоја произволна дефиниција, дека Бог има контролата над се и дека Бог ги насочува и оркестрира настаните на таков начин што се ќе води кон исполнување на неговата волја и неговите цели. Значи, Бог има контролата и он ќе си го исполни својот план. Арно ама, тоа не исклучува човечката одговорност. Тоа не значи дека луѓето може да седат со скрстени раце, со скрстени нозе и да чекаат се да им падне од небото. Пример, кога Неемија дозна дека ѕидините околу градот Ерусалим се срушени, се сеќавате, неговата реакција беше плачеше, молеше, се молеше, постеше и така натаму. И во таа негова молитва, 1 глава, Неемија бара од Бог да му даде можност да се обнови зидот околу Ерусалим, ама самиот тој волонтира да оди во Ерусалим. Со други зборови, Боже, ова зависи од тебе, во заграда ставете сувереност, ама отвори ми мене вратата, јас да отидам да направам нешто таму. Во заграда човечка одговорност. Кога Неемија стигна во градот Ерусалим, дојде кај народот и почна народот да му зборува како добрата рака на Бог беше со него и му ги даде Бог му ги отвори сите врати и му ги даде сите дозволи за да се обнови зидот. Во заграда ставете сувереност и потоа Неемија вели да станеме, што? И да градиме. Во заграда ставете човечка одговорност. Кога почна обновата на зидот, после некој време одма всушност се побунија непријателите и кога непријателите се закануваа со војна, во еден момент Неемија им вели на јудејците: борете се за своите домови, во заграда човечка одговорност, и подоцна им вели: Бог ќе се бори за нас. Во заграда Божја сувереност. Сваѓате? Цело време во момент на ова зависи од Бог и ние за тоа ќе се надеваме на Бог. Ама Бог не се спушти од небото да дига камења, да дига шут. Не, тоа беше одговорноста на народот. И ова е важна тема и за нас денес, како христијани. Човечката одговорност и Божјата сувереност. Например, и за ова сакам да бидам многу внимателен кога ќе го кажам, не дека ние можеме да го заслужиме нашето спасение. Со ништо не можеме да го служиме. Ама Бог во својата сувереност ни обезбедил спасение преку смртта и воскресението на неговиот син Исус Христос на крстот на Голгота. Ама ние имаме одговорност да го прифатиме тоа спасение. Не да го заслужиме, со ништо не можеме да го заслужиме. Ама ако не ја преземеш одговорноста да поверуваш, нема да ти биде дадено. Ние имаме Бог во својата сувереност ни ветува дека ни го дал Светиот Дух и ни ветува дека ни даде сила да се бориме против било кој грев. Така? Ама ние треба да се држиме на страна од некои искушенија. Не може ти со глава од зид да мамаш и да одиш да трчаш према искушението, ама Бог мене ќе ме заштити. Не, треба да бидеш мудар да се тргаш на страна од некои работи. Бог ни дал деца. И Бог во неговата сувереност ветува дека ќе биде нивна заштита. Ама исто и јас имам одговорност како ќе го воспитувам моето дете. Бог ни дал црква и таа црква е негова. И Бог вели дека ништо нема да може да ја надвладее таа црква. И дека Бог ќе ја гради својата црква.
Ама секој еден од нас има дар, духовен дар. Секој кој што му припаѓа на Христос има духовен дар. И нашата одговорност е ќе го дадам тој дар за да се гради црквата, за да може да расте црквата. Божја сувереност, човечка одговорност. Бог во својата сувереност ветил дека ќе се грижи за секоја потреба на верникот. Ама тоа не значи дека јас треба да седам дома со скрстени раце и да чекам лебот да ми падне од небо. Колку што можам, ќе се трудам и ќе да ми ќе заработам. Божја сувереност и човечка одговорност. И треба да бидеме свесни за тој баланс. Го има во книгата Неемија, го има во нашите животи. Ако не сме свесни, може да дојде до некој дисбаланс и да сватиме Божјата сувереност како изговор за мрзеливост. Како изговор за јас ќе се седам со скрстени раце и се Бог ќе ми даде. Да, Бог ти дал, ама некој пат треба да го земеш. Го дал дрвото, ама треба да го земеш јаболкото, да го скинеш јаболкото. Не, Бог не дава храна од начин што ти ќе седиш само дома и ќе ти паѓаат јаболки на тераса. Не, ќе отидеш и ќе го земеш. Така? Значи има он дал нешто и ние треба согласно нашите способности, согласно тоа што ни го дал он, да можеме да прифатиме таа одговорност и да го добиеме благословот кој што тој ни го ветил. И тоа го гледаме тука. Бог не се симна од небото да гради зид, ама Бог им ги дае сите дозволи, им ги отвори сите врати за они, дури ги заштити од непријателите, за они да можат да го завршат тоа. И еве што всушност се случува во книгата Неемија, барем до овој дел, до овој момент. Зидот околу Ерусалим беше срушен. 100 пати го кажавме тоа и ќе го кажеме повторно. И кога Неемија, поттикнат од Бог, одлучи да стане од градот Суза, прво да се застапи пред царот, да му даде дозволи. Кога одлучи да стане и да отиде да гради, народот се согласи, делот нив се согласија да градат и го градеат зидот, го градеа она кое што беше срушено поради гревот. И после 52 дена тоа беше завршено. И тој проект, целиот тој проект, таа обнова што Бог ја донесе над зидот, беше за радост на народот, ама исто така вели народите и непријателите и околните народи сватија дека ова беше извршено од Бог. Со други зборови, обновата на зидот беше за благослов на народот, ама исто така беше сведоштво за Господовата големина. Сведоштво за Господовата семокност, сведоштво за Господовата добрина. Ако сакаме да го преведеме сето ова во нашиот контекст денеска каде што сме, гревот во нашите лични животи, во нашите семејства, во нашата црква, таму каде што сме, секогаш ќе резултира со рушевини. Некој пат тие рушевини не ги гледаме во моментот, кога тогаш ќе се појават. Некој пат гревот прави пукнатина, не го руши цел зид. Ама пукнатина по пукнатина по пукнатина на крај отиде зидот. Ако поттикнати од Бог, од дејството на неговиот свет дух, одлучиме да го обновиме тоа кое што гревот го има срушено во нашите животи, јас верувам дека од оваа страна на вечноста нема сите проблеми да не бидат решени и нема се да биде секој пат во ред, ќе има некои зидови кои што можеби ќе останат така, ама многу зидови и многу работи кои што гревот ги срушило, верувам дека Бог ќе даде да се обноват. И кога ќе дојде до такво нешто, тоа ќе биде за наш благослов, ама ќе биде за сведоштво пред другите луѓе за тоа кој е Бог. За тоа што Бог има направено. Значи, кога Бог носи обнова, секој пат е за наш благослов и е за сведоштво пред другите, дека, Бог е активно вклучен во животот на оваа личност. Јас не знам што вие мислите, ама според мене најдобриот комплимент кој што еден христијанин може да го добие е другите да препознаат дека Бог е активно вклучен во неговиот или во низиниот живот. Мислам, нас не се допаѓаат и коментарите од перспектива на комплиментите на што убаво изгледаш, убаво си се облекла, децата ти се фини воспитани, колата ти е ваква, домот ти е ваков, 300 други работи. Ни прија тоа, така? Ама најдобар комплимент кој што можеш да го добиеш е Бог действува во твојот живот. Некогаш можеби луѓето нема да знаат да го дефинираат како тоа е Бог. Ама ќе кажат има нешто тука што не знам што е, како е, откаде е, како е.
ама има нешто во твојот живот. Има нешто во тоа семејство. Тоа е најдобриот комплимент. Повторно, другите може да ги прифатиме, ама кога другите знаат дека Божјата љубов извира од тебе, кога другите препознаваат дека имаш мир кој што ги надвишува сите околности и се што ти се случува, кога другите гледаат дека има во тебе радост која што нормален човек не би имал таа радост, тоа е сведоштво за Божјата големина. И затоа се прашувам колку на другите им е јасно, и повторно не е прашање од перспектива на вина да си го поставуваме, туку од перспектива на само испитување. Колку на другите им е јасно дека Бог действува во твојот живот? Дека Бог действува во мојот живот. Не мора они да си го дефинираат тоа како тоа е Господ Исус Христос преку Светиот Дух што действува во него. Не, они може да кажат има некоја промена, има нешто, не знам што е, ама има нешто интересно во таа личност. Ама колку луѓето се свесни дека Бог действува во нашите животи. Кога првите христијани ги нарекоа христијани, другите околу нив ги нарекоа христијани. Рекоа, овие се однесуваат како оној кој што го проповедаат. Првите христијани не вика, јас сум верник, јас сум христијанин. Не. Другите викаат, овие проповедаат некој Христос и тој што го проповедаат, така и живеат. Препознаа луѓето. Дека има христоликост во нивниот живот. Ја не викам дека има нешто лошо во тоа ние самите да кажеме дека го следиме Божиот пат, дека Бог е на наша страна, дека Бог не благословува. Кога Неемија стигна во градот Ерусалим, во 2 глава 20 стих, самиот тој им кажа на непријателите, Бог ќе ни помогне. И ние ќе градиме, и ние ќе завршиме. Ама тоа што го исповедаме треба да биде покажано кога тогаш и на дело. Неемија рече Бог ќе ни помогне и во 2 глава 20 стих и во 6 глава 13 кој тука стих 19 стих вели, не 16 стих вели луѓето сватија дека навистина Бог ни помогна. Ова не беше само исповед, фалба, Бог е на моја страна. Не, сватија дека навистина Бог е на негова страна. Потребно е да има конекција помеѓу тоа што го исповедаме, да има корелација помеѓу тоа што го исповедаме и тоа што се случува во нашите животи, на дело. И тоа не значи дека секогаш луѓето кои ќе препознаат дека има нешто поинакво во твојот живот, во твоето семејство, дека секогаш они ќе речат, леле, јас сакам да поверувам. Не, во оваа ситуација препознаа дека Бог действува и пак си продолжија по старо. Ама во најмала рака кога ќе го исповедаме Бог и кога Бог ќе му дозволи да се пројавува на дело во нашите животи, знаете како велат, може да им ставиш камче во чевелот на другите луѓе, да ги замислува, да ги боцка на секој чекор, кога имаш камче во чевелот, на секој чекор те боцка. Не ти дава некој спокој. Кога ние живееме пред луѓето христолико, кога Бог се пројавува на дело во нашите животи, ние им ставаме камче во совеста. Да свата дека има нешто. Дека има некој, да ги замислиме малце. Пред 2,5 години бев во посета на некои пријатели во Англија и блиску живеа тука до црквата каде што одеа и од време на време скоро секој ден беа во црква. Кога ќе отидат во црква, ќе отидев и јас чисто да видам кој што како има и се запознав со некои луѓе, старешини, ѓакони, дел од црквата што беа, се запознав со еден човек по име Винсент и многу фин така, понизен човек, окей, добар беше се тоа со мовет, со како се поставуваше према децата, према тинеџерите на кои што им служеше. И после некој време дознам дека всушност Винсент е татко на моментално еден од најдобрите фудбалери во Европа. Значи, во тоа време играше во Кристал Палас, не толку многу ја клуб, ама ако спратите фудбал, не знам колку од вас пратат фудбал, ама ако пратите фудбал, има еден играч десно крило, моментално игра во Бајер Мюнхен, се вика Майкл Олисе. Олисе е меѓу топ 5 можеби играчи моментално во Европа. Винсент испан дека негов татко бил. Не е тоа поентата, но сам кажам дека беше онака понизен човек и покрај тоа што син му беше голема фаца, беше и се уште. И после некој време дознам дека Винсент е ѓакон во црквата и кога стапил во брак со неговата сопруга, ова беше 25-30 години пред да се познаеме, двајцата не биле христијани, ама со тек на време он почнал да оди во црква, почнал да го следи Христос
И доаѓа момент кога после неколку години водачите од црквата му предложуваат да биде ѓакон во црквата. Он прифаќа и на таа богослужба каде што он бил ракоположен како ѓакон, дошла и жена му. Се уште не е христијанка, дошла и жена му. Ајде да му даде поддршка на сопругот. И гостите кај што бе, вика, разговаравме со неја, прашувавме што мисли за верата, што мисли за црквата. И она вика ни каже отприлика следно, парафразирам, не ја цитирам сега, али вика вака: со него сум во брак рече 25-30 години. И го знам многу добро. И ќе ви кажам една работа. Многу повеќе ми се допаѓа мојот сопруг ако што почна да оди во црква, во споредба со тоа каков он беше претходно. Повеќе ми се допаѓа оваа верзија на Винсент во споредба со таа верзија кај што он претходно не беше во црква. И сега оваа жена не знаела кој знае како да го објасни тоа што се случува во неговиот живот. Ама било јасно дека кога овој човек тргна да го следи Христос, он се промени на подобро. И тоа треба да биде сведоштвото на секој верник. Кога оваа личност тргна да го следи Христос, ја знам 5 години, 10 години, не можам да ја препознам сега кој е. Може би не секој пат луѓето ќе знаат така да го дефинираат, он го следи Христос, он вака, он така. Ама таа промена мора да биде препознатлива и секој пат треба да биде сведоштво за тоа кој е Господ. Да може да препознаа дека во твојот живот, дека во мојот живот, без ние многу да се фалиме, дека има тука нешто. Нека го наречат и нешто, иако е некој. Нека го наречат и нешто. Ама како што во оваа ситуација луѓето сватија дека Бог стои зад обновата на зидот. Нека даде Бог по неговата милост луѓето да ги погледнат нашите животи, да ги погледнат нашите семејства, да погледнат нашата црква и да речат Бог тука действува. Кога почнаа со обновата на зидот, многумина беа скептични во однос на зидот. Што е ова сега, што прават, ќе завршат ли некогаш и така натаму. После 52 дена викаат, море Бог е тука. Нема друго објаснување. Јас знам дека имаме ние комши околу оваа црковна зграда, знам дека имаме и роднини кои што се скептични во однос на нашето доаѓање во црква. Сега што прешти во таа црква, па што правите, па песни ли пеете, па проповеди ли слушате, не им е јасно, скептични се. Ама нека даде Бог како заедница да бидеме толку отворени за неговото действување, толку многу да растеме во љубовта едни кон други, во љубовта кон надворешните, во грижата едни за други, во грижата за надворешните, во посветеноста, во дарежливоста, што со тек на време и тие што биле скептични, било да се комши од тука, било да се наши роднини, ќе речат, море има нешто во таа ваша црква. Повторно, не мора да знаат они да знаат да го дефинираат. Тоа е Бог преку Светиот Дух дејства, не. Да кажат, има нешто во таа заедница. Тоа треба да биде нашиот стремеж како црква. Луѓето не да речат, што во вас зграда имате. Камен на камен нема да остане од ова. Еден ден. Туку кога ќе дојде некој да рече, Бог действува тука. Бог е тука присутен помеѓу овие луѓе. И го гледам тоа по начинот на кој што се носат, начинот на кој што се однесуваат, поради атмосферата која што искусувам овдека, сваќам дека има тука нешто. Тоа треба да биде нашиот стремеж. И тука во 6 глава имаме еден интересен контраст. Барем од овие стихови кои што ги читавме. Прво Неемија препознава дека Бог не действува преку Шемаја, сеќавате на тоа. Он свати дека Бог не действува преку Шемаја и второ, непријателите сватија дека Бог действува преку јудејците. Во еден момент Божјото дејство не беше препознаено, во другиот момент беше препознаено и беше јасно. И верувам дека овој стих, овие текстови кои што ги читаме сега, не соочуваат со два повици, со два предизвици. Прво, преку помошта на Светиот Дух, да растеме во познавањето на Божиот збор, за да можеме да препознаеме што е од Бог, што е од човекот во нашите животи. Кој совет, кое мислење доаѓа од Бог, е согласно неговата волја, кое едноставно можеби интересно мислење,
ама не одразува Божјата волја. Тоа е првото. И второто е, како поединци, како семејства, како црковна заедница, да живееме посветено на Бог и искусувајќи ги Божите дела, Божите интервенции во нашите животи, да бидеме сведоштво пред другите. Најдобриот комплимент кој што можеш да го добиеш во животот е: Бог действува во твојот живот. Бог е активно вклучен во твојот живот. И тоа не е за ти нешто да се правиш. Псалм 115 стих 1. Не нам, Господи, не нам, туку на своето име дај му слава. Тоа треба да ни биде мотивацијата. Не што убава црква, не, за слава на Господовото име. Тоа треба да биде нашата цел.